Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Една можеби единствена добра страна на пандемијата COVID-19 е што болеста не се манифестира во толку тешка форма кај децата. Иако и децата може да заболат, една студија од Вухан укажува дека малите деца може да развијат сериозни компликации. Сепак, повеќето здрави деца немаат голем ризик од смртни последици. Како што расте бројот на заразени од COVID-19, така родителите се обидуваат што повеќе и подобро да ги заштитат своите деца од оваа болест. За начините на кои што можеме да се заштитиме и ние и нашите деца од коронавирусот, но и од останатите вирусни инфекции, зборуваме со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџибаден. Систина, добре ни дојдовте, докторе. Добар ден, благодарам за поканата. Велат дека децата полесно го поднесуваат, односно подобро реагираат на COVID-19, на коронавирусот, дека развиваат поблаги симптоми во однос на возрастните и старите лица. Меѓутоа, едно најново истражување од Кина пак вели дека мал процент од децата сепак можат сериозно да се разболат. Да, тоа е добро што го споменавте, затоа што постои една заблуда дека децата не се разболуваат од оваа инфекција, што не е точно. Значи, таа студија која што вие ја споменавте е објавена во Pediatrics, во најеминентниот веројатно часопис педијатриски во светот, во која се евидентирани 2143 деца кои што се разболеле. Меѓутоа, она што е карактеристично и интересно, дека 50% од децата развиваат клиничка слика која е релативно лесна. Релативно лесна, значи збориме као слика на настинка, додека добри 40% од децата развиваат средно тешка клиничка слика со пнеумонија, као што и развиваат и возрастните луѓе. И она што е многу интересно во таа студија, дека 4% од децата не развиваат никакви симптоми, што е помало како процент во однос на адултната популација, а 6% развиваат многу тешки симптоми и имаат се во критична состојба. Сакам да кажам, не дека децата не се разболуваат, реакцијата имунолошка малку се разликува кај децата, ние се уште немаме дефинитивен, искрено речено дефинитивен медицински одговор зошто е тоа така, но објективно клиничката слика најчесто кај децата е релативно лесна, сепак збориме 50%. Но морам овде да напоменам една работа која мене лично, без оглед што сум ја педијатар и што работам со деца, една работа, хумана работа, хуманитарна, да кажам така, работа која ми смета кога станува збор оваа пандемија со COVID, е аспектот што можете по порталите и по разни часописи да прочитате некаде така маргинализирање на проблемот со смртните случаи, па дури се пишува дека најголемен број на луѓе што умираат од оваа инфекција се луѓе кои што се на возрастна категорија над 80 години, па понатаму возрастна категорија од 70 до 80 години, дека во помладата генерација се тоа, во помладите генерации се тоа е поретко и дека во основа најмногу ги напаѓа луѓето кои што имаат, значи најтешките форми, кои што имаат некакви други болести, заради кои им се влошува ситуацијата. Од хуманитарен аспект, мене тоа лично многу ми смета. Значи, кога збориме за децата, и еден детски живот е многу, како што и еден детски живот, и еден човечки живот без оглед ако има 85 години, сепак е многу. Од кој аспект зборам? Па тие луѓе, ако починат еве како што е сега во Италија, тоа се без оглед што се тоа луѓе кои што се во години и имаат коморбидитет. Па тоа се нечии родители, тоа се нечии баби и дедовци, тоа се луѓе, па тоа не се бројки, тоа се семејства. Значи, навистина е нешто што мораме да направиме сите, тоа е да ги преземеме сите мерки за да се заштитиме од оваа епидемија. Ќе проговориме подолу во емисијата и за мерките, само би сакала да ве прашам уште нешто што е поврзано со ова истражување, конкретно со оваа студија во Кина. Што вели кога станува збор за тој мал процент од деца кои што може да развијат сериозни компликации, на која возраст се децата? Дали се бебиња, дали се поголеми? Да, најтешките форми се јавуваат кај деца под 5 години. Кога збориме за тие 4% на деца кои што развиваат најтешки 6% кои што развиваат најтешки форми, најтешките форми со тешко оштетување белодробно се јавува кај деца под 5 години, полесните форми се кај поголемите деца, но она што е многу интересно и многу карактеристично во таа студија, на пример,
што имунолошкиот одговор кај децата и во помалата возрастна категорија, зборам и кај децата во првите 5 години, се разликува малку од реакцијата која што се јавува кај возрастните луѓе, и одредени маркери за инфламација, например, кај децата се појавуваат, позитивни се, додека кај возрастните се негативни. А кога зборуваме за симптомите, кои се основните симптоми? Дали покачената телесна температура може да укаже на болеста COVID-19 кај детето? Ова прашање ви го поставувам, бидејќи децата постојано креваат температура од најразлични причини, па родителите креваат паника. Дали секогаш треба да се посомневаат прво на коронавирус? Сигурно не. Мислам, не секое покачување на телесната температура и веднашка значи дека се работи за COVID-19. Впрочем, ние сега сме у фаза, малку престанавме да збориме за инфлуенцата, односно за грипот, кој што се уште е присутен, значи опаѓа, меѓутоа е се уште присутен. И дава слични симптоми. Дава многу слични симптоми. Единствена разлика е што овдека има дополнително многу изразена висока температура, проблеми со грлото и отежното дишење. Има и други некои симптоми, меѓутоа во основа клучно е да се направи добра рационална проценка дали се работи за настинка, да речеме, за грип или се работи за ковид инфекција. Дали кај децата кои што се заразени од коронавирус, носето е растечено? Носот, апсолутно, тие горно, видите, кај нас е, кога веќе го зборуваме тоа, кај нас во педијатријата е клучен проблем што најголемата патологија која што се јавува во амбулантите се горно респираторни инфекции. Значи, инфекции кои што се на дишните патишта, тоа се најчестите заболувања кај децата. Со тоа што треба добро познавање, значи, нормално добра анкета, дали имаат контакт или немаат контакт со некој кој што е заболен, да речеме, или е носител на коронавирусот. Иако кај децата, например, она што е типично, што вие можете да направите и повеќе брисеви, тие да бидат негативни, па на крај да се позитивизира. И тоа е она што ние го гледаме сега во оваа ситуација, ние во Македонија имаме дечиња кои што се разболени од ковид официјално. Меѓутоа се случува да децата повеќе од 14 дена може да бидат негативни на брис тестовите, односно на тој PCR тест за диагностика на вирусот, дури да се позитивизираат некаде 20 ден. Значи, она што за нас во медицината се уште сепак нема до крај објаснување, тоа е зошто кај некои луѓе, значи нема дефинитивно, не е само 14 дена, може и 20 од 21 ден да биде позитивен. И она што би сакал да напоменам и на вистина, ја не сакам да најлошо е да шириме црни вести, да речеме, или паника или страх. Меѓутоа, за нас во медицината еден од клучните проблеми е податокот што од сите завршени случаи со ковид во светот, дури 15% е смртноста. Значи, тоа е огромен процент. Збориме за луѓе кои што се веќе излечени, за таа категорија и луѓе што починале. За разлика од тоа, кај активно болните сега, зборам за целата популација светска, кај 5% се наоѓаат во критична состојба. Во медицината имате болести кои што се изузетно тешки и кои немаат толкава смртност. Дури одредени малигни болести имаат, значи има многу големи шанси и многу подобри резултати отколку што е оваа смртност. И најверојатно и во основа е тоа главната причина заради која ние во основа велиме и препорачуваме дека мора да се смири и стиша пандемијата. Докторе, во однос на симптомите, дали кај децата може да се јават само стомачни тегоби, како гадење и проливче, и детето да биде заболено од оваа болест? Да, значи стомачните тегоби се дел од симптомите кај детето. Обично кај лесните форми се јавува умерено покачување на температура, се јавуваат, може да се појават стомачни тегоби, лесно потечни столици и горно респираторни симптоми. Кај потешките, веќе кај средно тешките и потешките почнуваат проблеми со дишење. Во основа, видите, тоа е проблем на развој на воспалителен процес, односно процес во белодробието, кој ние го викаме АРЦ, така се вика во медицината, значи акутен респираторен дистрес синдром или
Значи, тоа е една состојба во која што имаме масовно оштетување на белодробието и заради тоа доаѓа потреба од таа кислородна терапија и дополнително други лекови кои што се користат. Но, ве молам, спомнавме лекови, ја многу вака, не сакам воопшто да звучи патетично, ама е реално така. Ја ги молам сите луѓе што ја гледаат оваа емисија или не ја гледаат, или можеби утре ќе ја гледаат, ве молам не земајте лекови на своја рака. Значи, ова што се случува по аптекиве... Така, сека сите купуваат Сумамет. Значи, видите, ние за азитромицинот, односно, еве Сумамет или било кој друг азитромицин, ние оддавна знаеме дека тој делува и интрацелуларно. Ги знаеме механизмите на негово дејство. Не е се уште разјаснето како делува на вирусот, значи, објективно може би он има позитивни ефекти, но имате во предвид дека и тоа е лек кој што може да даде негативни реакции, особено на срце кај возрастни луѓе, дури и до појава на аритми. Значи, не е само, јас дури прочитав, што мене ми беше дури несватливо, прочитав еден на Facebook, еден човек пишуваше, вика, јас превентивно земав... Превентивно 3 апчиња. Па, мислам, тоа е стварно веројатно тука сега веќе уништена цревната флора, имунитетот паја, па може би се отвара простор за да се разболи. Па еве, видовте и она небулоза што беше со мажот и жената во Америка што зема кинин хлорид да се напијат после изјава на нивниот председател и мажот умре за пола сат. Значи, немојте да зимате лекови. Значи, лековите треба да бидат во согласност, во договор со лекарите кои што ги водат. Значи, никако сами да зимаат лекови. Така, еден одличен совет, да им дадеме простор доктор Сајковски на гледачите, доколку сакаат да се вклучат во програма, да постават прашање, телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Зборуваме за болеста COVID-19, како да ги заштитиме децата од оваа болест, но и од останатите вирусни инфекции. Се надевам дека ќе имаме простор, докторе, во емисијата да продискутираме и за тоа. Гостин е доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџибадем Систина. Сега би сакала да ве прашам едно прашање за бебињата кои што цицаат. Доколку мајката забележи симптоми на оваа болест, дали таа треба да продолжи да го дои своето дете? Да, апсолутно. Значи, прво, да ви кажам, значи, за мајките што се бремени, нормално треба да бидат заштитени и одлука на влада е да седат дома, нели? И тоа треба така да биде. Меѓутоа, сепак докажано е дека овој вирус не поминува трансплацентарно, нема да се пренесе на нероденото бебе. Доењето не се прекинува. Продолжи. Значи, продолжува и тоа е официјална препорука на Светска здравствена организација и на УНИЦЕФ. Продолжуваме со доењето. Вирусот нема особина и можност да помине во мајчиното млеко. И она што е специфично, само што треба да се заштити мајката, дури, например, и да има во нејзе активен вирус, едноставно заштита со маски, оние ракавици и се она што е потребно да не го пренесе директно на своето дете. Вела дека децата кои што немаат симптоми се всушност најголеми расејувачи на вирусот и затоа се препорачува да не доаѓаат во контакт со повозрасни, постари лица. Што советувате во однос на бабите и дедовците? Дали не треба да имаат никаков контакт со нивните внучиња во овој период? Треба ли да постои една комплетна изолација? Пред се, значи, искрено ви кажам, ја навистина го поздравувам. Првиот голем момент е тоа што се прекинаа школите и градинките. Тоа е нешто што мораше да се направи. И овој втор потез да младите до 18 години не се движат во градот во исто време со постарите лица. Малите деца, да, точно е тоа дека и младите, особено во периодот на пубертет, можат да бидат преносители или да не речем расејувачи на вирусот, а да не развијат клиничка симптоматологија. Не значи тоа дека треба да се во апсолутна изолација, нели, со своите баби и дедоци, затоа што ако ја добро анализираме средината и ако немаме некои ризиков фактори, тогаш нема потреба да се прави комплетна изолација во тој смисол. Меѓутоа, ако имаме постари лица кои што имаат морбидитет, коморбидитет, имаат хронични болести, пијат лекови од повеќе, нели, заболувања што ги имаат, тогаш треба многу внимателно да не се пренесе. Имаме гледачи на линија кои што очекуваат да се вклучат и да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Здрав до сите во студиото. Ви благодарам. Јас сум родител на детенце од 6 годишна возраст. Така.
Кој пред 2 години имаше проблеми со мислам 2 пати во годината имавме пневмонија. Направивме испитување и установивме дека има алергија на одредени инхалаторни алергени. Ни беше воведена терапија, значи е со пумпица флексотиде како заштитна терапија. Предпоставам дека, мислам, многу често при вирус она добива напад на сува кашлица, додека не прима игрупазон, незе кашлицата не смирува. Предпоставувам дека спаѓа во ризичната група на пациенти за коронавирусот. Ме интересира што треба да превземам како заштита, освен што прима флексотиде, што има и витамин С и Д витамин. Што друго би можела да превземам? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, значи сите деца и возрастни, нормално, сите кои што имаат респираторни проблеми, астма, хронична обструктивна белодробна болест кај возрастни луѓе. Сите тие луѓе и деца и возрастни се на некој начин во ризичната категорија. Значи клучен прв момент е избегнување на контакт. Останете дома. Мислам, цел свет тоа го збори. Останете дома. Тоа е заради тоа. Ама тоа да речеме кај децата е карактеристично што спомена гледачката, значи ако вашето детенце добивало 2 пати пневмонија годишно, тоа значи дека е се уште било имунолошки нешто послабо, значи не дека има свој имунитет, нели? Меѓутоа не реагира доволно брзо и доволно ефикасно. И во основа, бидејќи прави вакви епизоди на суви кашлици и обструкции, значи има склоност кон алергија. А кај алергиите, она што би сакал да го кажам на гледачката е дека едниот дел од имунитетот кој што е алергизантен е посилен отколку оној кој што го брани организмот од инфекција. Така да ние треба да го засилиме делот каде што го брани од инфекција. Се разбира дека во овој момент сега детето апсолутно треба да е дома и што помалце контакти со околината или да речам и кога се родителите во прашање да внимаваат да немаат и они контакти да не го пренесат они па сега вирусот на своето дете. Така, во однос на витамини и суплементи за сето тоа подетално во текот на емисијата, ајде да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи што очекуваат вклучување во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас имам детенце помало од 2 годинки и има недостаток на имуноглобулин А. Дали тоа значи дека е во ризична група? Во ризична група, така. Пациенти? И во меѓувреме да кажам дека исто така терапија со флексотида траеме скоро 8 месеци, негде 9. Бидејќи прави често обструкции. Ви благодарам за вклучувањето. Да, овој детенце кој што има пониско ниво на имуноглобулин А, тоа е така наречен селективен дефицит на имуноглобулин А, така и го водиме како диагноза во медицината. Тоа не значи дека цел живот ќе биде така, нели? Меѓутоа секако тоа вашето детенце е секако во ризичната категорија затоа што повторно велам, тоа се деца кои што се да кажам имунокомпрометирани. Не значи дека тоа ќе биде така за цел живот, освен ако не е некоја состојба каде што имаме вродено помало создавање на дел од имуноглобулините, меѓутоа во основа постои шанса детето да добие инфекција повеќе отколку дете кој што има нормално ниво на имуноглобулини и каде што целуларниот имунитет исто така функционира нормално. Така, уште двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден. Ало? Повелете. Извинете, јас сум дали ме слуша доктор Цајковски? Да. Така, ве слуша, повелете. Јас сум колега инфектолог, што сум инфектиран со COVID-19. Па сакаше да го поздравам професор Цајковски. Хвала. Така, ви благодарам. Сме биле многу пати така сме разговарале. Сега мислам дека е моментот да ги скршиме копијата со овие што беа поборници на антивакцинални, што беа по тие овие сајтови дека вакцината е штетна, не знам што. Сега во ова кризна состојба, значи сите научници гледаат да направат вакцина, значи против значи што побрзо да биде најголема заштита
што малце... Така, тоа очигледно единственото решение. Така. Да, јас сум доктор Азис, специјалист инфектолог, значи јас сум позитивен испаднав. Така. Сега ке не справя. Се надевам дека сте добар и дека набрзо ќе закрепнете. Добро, значи апел до сите да бидат мирни, не е страшно, ќе помине ова, што ќе не време, ќе биде добро. Само беше целта, сега е време сите што беа тие херои во Македонија да дојдат кај нас, да се вклучат и да се бориме, значи они сакат природно да се имунизираат, па да ни помогнат. А мислам дека тоа беше време да видат дека вакцините се добри, не се лоши. Апсолутно се славам. Одлична поента. Ви благодарам за вклучувањето и што споделивте едно ваше размислување и став поврзано со оваа тема. Прво, колега, поздрав. Навистина, мислам, ние сме разговарале пуно пати со колегата на овие теми. Значи, јас навистина ги молам луѓето кои што небулозно се, знам дека некој од ја и сум пишувал многу текстови. Значи, не можеме ние вакцините да ги негираме. Па, впрочем, вариола вера во Југославија се прекина со вакцинирањето. Добро, тогаш беа во 70-та година и други мерки спроведени. Ние сега не се бориме со вирусот. Ние сега седиме само дома да го спречиме ширењето на вирусот. Ние немаме специфична терапија за овој вирус. Се уште нема нешто со кое што можеме да кажеме да го утепавме. Во моментот кога излезе вакцината, со масовно вакцинирање фактички ние можеме да се заштитиме од овој вирус. И ја се надевам дека и сигурно ќе поминете добро, сите ние сме на прва линија на одбрана. Го поздравувам колегата. Јасно е дека сите колеги кои што се во инфективните оделенија се во прва линија да може да се заразат со ковид. Се надевам дека најголем дел од нив ќе поминат нормално така со мирна клиничка слика без многу турбуленции. Меѓутоа тука исто така би сакал да дадам еден апел, највака хуманитарен апел, да ги замолам луѓето на вистина да седат дома. Ја не знам зашто толку сакаат да излезат надвор, оти тоа не е единствен начин во моментот да го спречиме ширењето на вирусот, да стане масовен, а од друга страна да не го префорсираме здравството, да не го префорсираме, оти ако се разболат сите лекари и сестри нема кој да ги лекува. Така. Дали имаме уште еден гледач да го вклучиме во програма? Не. Тука ќе пуштиме еден краток блок реклами, а веднаш почитувани продолжуваме понатаму. Ќе проговориме и околу тоа зашто толку многу сакаат да излезат и дали е сето тоа навистина неопходно кога станува збор за витаминот Д. Продолжуваме со денешното издание на Телма Амбуланта, зборуваме за начините како да се заштитиме, односно да ги заштитиме нашите деца од COVID-19 со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџибадем, Систина. Докторе, иако има препорака да не се излегува од дома, да се седи дома, сепак кога беше убаво времето, можевме да видиме многу деца во парковите, на лулашките, родители како ги шетаат бебињата во количка. Не се почитуваше препораката, па и се уште може да видиме по некој слободарски дух, така кој што излегува и вели ми треба чист воздух и ми треба природен витамин Д. Ајде сега да појасните дали во било кој дел од денот може да се синтетизира природен витамин Д како резултат на сончевите зраци. Не, апсолутно не. Значи, нас не, ако збориме за Д витаминот и сега овие многу анализи што излегува за неговата улога во имунитетот, една анализа, односно едно сознание кое што ни е последно, е дека и покрај тоа што наш главен извор за Д витамин е сонцето и кожата, во која што, например, ако вие се изложите на сонце за 15 минути, може да се создаде доволна количина на Д витамин за дневните потреби. Тоа не значи ако излезете во 8 сабајле дека вие го имате. Не, апсолутно не. Многу е битно за да се создаде Д витаминот во кожата, во телото да го синтетизира, потребен е агол на сонцето. Така. А тој агол кај нас во Македонија е ефикасен во мај месец. Значи, втора половина на април и мај, негде од 12 часот, 12:30 до 2 часот, ако збориме за тој дел. Така. Дури во најтоплите денови, зборам за јули и за август, например, сабајле во 8:30 не се создава доволно Д витамин. Треба да излезете во 11 саат на сонце. А тогаш обично сите бегаат дома. Меѓутоа, во основа, ова што беше последниот викенд, убав викенд со многу сонце и многу луѓе по парковите, јас лично го доживувам само како тотална неодговорност на луѓето.
не би рекол неинформираност, себичност. па да, на крајот на денот и себичност. На крај на денот ја не знам зашто луѓето толку им смета да седат дома да се дружат со фамилијата. Меѓу другото. Па објективно, затоа што ние повторно ќе кажам, ние не лечиме у моментов. Ние само ги спроведуваме мерки, генерално зборам целата медицина, да се спречи ширењето. А тоа ширење да предизвика тешки болести, тешки форми на пневмонија и на тој арц, кои што утре треба да се лекуваат на интензивна нега, значи овие пациенти што одат на респиратори. Каде што веќе е многу агресивна терапијата и каде што се многу агресивни лековите и самиот приод во лекувањето. Така да, ја лично, пак ќе речем, само го така сваќам како една тотална неодговорност. Впрочем, вие гледате по светот каде што луѓето се придржуваат до тие мерки, има многу помал број на заболени и помал број на умрени. Природниот имунитет, кој што беше, а кој што можеме да го дискутираме, дали треба ние да се изложиме на COVID, нели онака, па да речеме да природно се стекне имунитетот. Па еве има такви земји кои што тргнаат така да го прават, па Холандија, мислам, че Холандија, Англија исто така, на пример, еве Англија веднаш сега презема други мерки откако почна поголем број на луѓе да умираат. Па ќе речем, болеста е класично вирусна, го напаѓа белодробието, кај луѓе кои што имаат коморбидитет прави тешки форми на пневмонија, но за сега е многу висока смртност. Затоа е таа паника и страв. Она што за D-витаминот го споменавте, интересни се податоците кои што излагаат за имунолошките својства на D-витаминот, значи она што ние го знаеме за D-витаминот со децении и за неговата улога во развојот и во одржување на коскениот систем, тоа е веќе толку познато во медицината што дури едноставно нема потреба да се елаборира. Меѓутоа во имунолошкиот систем D-витаминот покажа нешто што ние одамна не сме ни биле свесни дека тоа го прави. И евентуално ако сакате навистина да го постигнете ефектот на D-витаминот во оваа состојба како превенција, треба да се внесуваат повисоки дози на D-витамин како суплемент. Смеат децата, малите деца, бебињата да земат поголема доза? Да. Ајде да ги слушаме прашањата на гледачите. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторот. За докторот и за водителката. Сакам да поставам прашање овдека една загрижена баба. Така. Каква храна, јас малку покасно се уклучив, не знам така, доктор дали зборуваш. Прашањето, ако се однесува на храната конкретно, добро. Каква храна да примат децата и возрастните, колку течност, чаеви, рибино масло дали треба повеќе да се дава и други препораки, поготово за малите деца. Така, одлично прашање, ви благодарам. Еве една загрижена баба постави неколку интересни прашања. Морам да ви кажам, да ја поздравам гледачката што се јави, морам да ви кажам дека институцијата баба и дедо е една од круцијалните за нормален психолошки развој на едно дете. Така да Дилат многу е важно бабата и дедото да се присутни во раното детство. Тоа морам да ви го кажам. И тоа лично им го советувам на многу млади родители, затоа што сега една малку по-друга ведра реченица само да кажам, дека затоа што родителите, таткото и мајката се тие кои што треба да дигаат рачна кочница кога станува збор за да му дозволите на вашето дете што да прави и да не прави дома, нели? А кај баба и дедо тоа е све попуштено. Тие спуштаат кочницата некогаш и премногу, мора се признае. Што се однесува до храната, ова е мислам едно од многу битните прашања, затоа што ние за жал значи, колку е детето помало, особено во првите 5 години, ја ве молам, гледајте колку можете да се држите по систем на органска исхрана, значи користење на органска храна. Не е тоа мода да дадеме храна во која што нема пестициди, органофосфати, хербициди и така натаму, низа токсични супстанции, особено во првата година од животот, затоа што тоа се супстанции кои што длабоко го нарушуваат имунолошкиот систем и може да направат многу суптилни промени во имунолошкиот систем кои што се манифестираат после 1, 2 или 5, па дури и 10 години. Впрочем, директен доказ за тоа е дека промената на начинот на исхраната доведе во тоа да ние веќе во педијатријата гледаме болести кои што да речеме порано и не сме ги имали или биле многу ретки, како што се некои автоимуни болести, како што е се поголем број на деца со малигни болести. Значи, еден од факторите, не е круцијален фактор, меѓутоа, овие вештачки супстанции кои што се користат масовно и неконтролирано
особено би рекол неконтролирано, се еден од факторите кои што го нарушуваат имунолошкиот систем на децата. Втората точка која што е многу битна е тоа што нашата начин на приготвување на храна, за жал, е таков што вие, да речеме, еве сега, ја и пред многу години кажав едно интервју имав и кажав, најомилена храна во Македонија е ајвар, а ние уствари со ајварот ништо не внесуваме, освен масти, ако е тоа вкусно. Црвената пипарка има жива многу повеќе, огромна количина повеќе велат од цитрусно овошје, од лимон. Значи, кај нас храната многу се претерува со термичко обработување, иако на пареа која се спрема, само 30% се губи од витамините и од минералите, додека во класичната обработка и до 70 и до 80%. Така да треба многу да се внимава на храната, треба да се внесуваат природни витамини. Нормално, секогаш кога имате внесна доволна количина на природни витамини и минерали е подобро, ресорбцијата е подобра, пример ќе речеме на С витамин. Меѓутоа, кога тоа го нема, тогаш треба да се внесат као суплементи. И една точка што ме повлече и мислам дека е многу битно да ја кажеме, а тоа беше рибиното масло. Сме ли во поголема доза рибино масло да се зене или треба витаминот Д да се надополнува сепак со капки? Да, значи денеска во нашата медицина, нели нормално напредува медицината рапидно, ние денеска имаме можност да дадеме чист Д витамин во одредени дози кои што ни се потребни, да не ги мешаме како во рибиното масло, да дадеме омега-3 масни киселини во онаа доза која што ни е потребна, да дадеме, например, други витамини во доза која што е потребна. Ни се случува да деца кои што примаат, например, А и Д витамин, ако е повисока доза потребна, тогаш не можеме да го постигнеме со комбинацијата А и Д, треба да додадеме повеќе Д, затоа што витаминот може да даде некакви високи дози, некакви негативни ефекти. Така, имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ало. Добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата. Благодарам. Едно прашање до доктора. Јас живеем во населба Радишани, се јавувам. Така. Поделче, ме интересира, стално слушам на телевизија, не се излегува надвор. Јас живеам во куќа, така да во близина нема така, на 10 на метра има куќи. Дали може да се излегува у двор, дали е толку опасно, или да се седи дома, или у двор дали може да се излега, меѓутоа без да биде во контакт со други луѓе. Апсолутно. Так, значи во дворот слободно може да се седат. Видите, основната препорака е да нема контакт поблизу од 2 метра помеѓу еден и друг човек заради преносот, и вирусот е доста тежок и на растојание од 1,5 метар он паѓа, значи нема да се пренесе каплично од еден на друг. Так. Друго, рацете, кои што се еден од главните преносители, затоа што фаќајќи места каде што вирусот може да преживее неколку часа, мора да се убие преку миење раце. Ја гледам дека многу погрешно се користат ракавиците, па чак ке би рекол и маските. Например, гледам луѓе кои што ставаат ракавици, по цел ден се во ракавици, окей, тоа е една форма на заштита, од друга страна со ракавицата пуши. Тоа не може така. Тоа е автоматски, значи џабе ги користи ракавиците, нели? Као ракавици да кажем. Клучно е да нема комуникација, значи она кога велиме останете дома, тоа подразбира да нема комуникација голема помеѓу луѓето и збир на луѓето каде што може да се пренесе вирусот. Како што впрочем го видовте во автобусите. Значи ние сега имаме во еден автобус 30-40 луѓе еден до друг, а треба да држиме растојание 2 метра. Што е комплетно невозможно. Да. Така. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, прашање за доктор Сајковски. Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме нормално. Важи, намали. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете кој е вашето прашање до доктор Сајковски. Да, сакам да прашам дали децата кои што се родени со АРДС, односно со тој респираторен дистрес синдром, дали тие се сега поподложни ако се разболат, дали веќе има фиброза во белиот дроб или како е тоа, дали може да развијат потешки такви пневмонии, или секако сите
други деца процентуално, мислам, како нормалните без таа компликација на раѓање, кои што били интубирани во смисла на машина при раѓањето. Што е со нив, дали се тие подложни? Така поризични. Значи, дечиња, да, ова е убаво исто така прашање. Дечиња кои што се родени пред време и кои што развиле респираторен дистрес синдром, така се вика, заради недостиг на хиелини мембрани, и кои што биле на машина, биле на респиратор. Во колку има блага или умерена инфилтрација во белодробието, односно има воспалителна реакција која направила да има детето така наречена бронхопулмонална дисплазија, така се вика таа состојба, тие дечиња се повеќе склони да добијат одредени инфекции. Затоа ние, например, тие дечиња внимаваме и многу инсистираме, например, на вакцините, што ги споменавме преска, дури и на вакцини други, кои што може да предизвикаат одредени респираторни болести. Во колку бил респираторен дистрес кој што не оставил последици на белодробието, односно белодробието е добро, тогаш е како и сите други деца. Ајде да ги слушнеме останатите прашања од гледачи. Денеска ги има навистина многу. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е Ана. Голем поздрав до докторот. Ви благодарам. Вака сега имам едно прашање. Имам 3-месечно бебе и денеска, баш денес, треба да се изврши ревакцинација. Во овој период, во ред ли е да го изнесувам по болници и нели? Така. Ви благодарам за прашањето. Ова исто така една дилема можна често кај родителите со мали деца. Со бебиња кои што треба се вакцинираат. Вакцинацијата спроведите слободно. Вакцините кои што ги даваме, значи во тек на првата година, сега се така наречени ацелуларни вакцини, не се толку интензивни како што беа претходните целуларните вакцини, затоа и се направени така да може детето и повеќе вакцини да прими. Но ако сакате вака чисто еден, ако смеам така да кажам, трик како да направите, ако имате страф за одење во центрите за вакцинација, отидете во Сабајле меѓу првите, вакцинирате се во 7:30. Тогаш е сигурно чисто, нема никај. Ајде уште еден гледаш да вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Во програма ли сум? Да. Вака, јас сум една загрижена баба. Не знаев досега каде да се обратам и ме добив вас, чиста случајност и среќа, може би. Во почетокот, кога се воведоа оние мерките за родители што имаат деца што одат во градинка или во училиште до 10 годишна возраст, да останат еден од родителите дома и тоа ќе им биде оправдано отсуство со покажување на белешка од градинка дека децата навистина одат во градинка. Меѓутоа, има и такви случаи, еве и кај мене е тој случај. Имам внуче, година и пол, не одеше во градинка, го чував јас. Меѓутоа, јас спаѓам баба во ризичната група, што кажува докторот, со шекер, со висок крвен притисок и со хроничен обструктивен бронхит. Бидејќи докторот кажа дека носители, нели, преносители можат да бидат и децата, се придржувам на тоа цело време да седам дома, но мајката не е во рамноправна положба со тие мајки што ги носеле децата во градинка. Значи вие понатаму го чувате внучето, ако добро ве разбрав? А што да правам? И тука вие сега вас стравот, всушност, дали може да стравот е во тоа, значи мајката оди понатаму на работа, таткото оди на работа. Значи, нешто да се превземе околу и тие мајки, да може би требало да се најде решение. Предпоставам дека тука одговор треба да даде Министерството за здравство. Да, апсолутно. Значи, не само да бабата која што се јави е во ризична група, окей, но и детето може да се јави во ризична група обострано, нели, најнормално. Мора да се најде решение и за ова. Ја мислам дека само јас навистина би се оградил тука, не би можел да дадам дефинитивен одговор. Мислам дека од Министерството веќе апелира за тие дечиња какви потврди треба за родителите.
Мислам дека тоа беше вчера или завчера кажано, ама сепак мислам Министерството треба да каже најавно. Докторе, тука треба да закружиме емисијата, но јас само би сакала едно прашање накратко да ми одговорите. Велат дека вирусот се задржува долго на цврсти површини, на асфалтот, па потоа родителите кои ќе излезат до продавница или пак ако одат на работа, еве некои родители одат на работа со чевлите и елиштата може да го внесат во домот. А некои имаат мали деца кои што ползат. Дали треба навистина чевлите да ги соблечат пред врата, лиштата да ги стават на тераса, во друга соба? Има такви препораки. Да. Дали навистина до толку треба да се внимава? Треба ли да се стерилизираат подовите? Еве за овие деца кои што ползат, кои што учат да одат, кои што си играат на под? Знаете како, ние стерилизација не можете да направите комплетна. Дури не е ни добро да е све стерилизирано. Не ни може, ние не живееме во природа кое што е све стерилно. Но факт е дека вирусот може да се пренесе со алишта или со кондури. Така да кондурите треба да се оставени, ако не ги стерилизирате, ако не ги чистите, да ги оставите на влез, еве така да се изразам, а од друга страна, алиштата што ги носите, ставите ги у друга соба. Така, тоа е решение. Тоа е апсолутно едно. Имаше уште многу прашања на кои што јас лично сакав да добијам одговор од вас, докторе, но се надевам дека во некоја друга пригода повторно ќе бидете наш гост и дека ќе зборуваме за поведри теми во иднина. Па ако е поведра тема, еве ја би сакал на сите да им честитам тоа што не примија во НАТО и што почнаа преговорите за Европска унија. Сепак е тоа една убава вест во ова сивило што го имаме. Така, еве со една убава вест во ова сивило како што споменавте, ќе го закружиме денешното издание на Тилма амбуланта во кое што гостин ни беше доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџи Бадем Систина. До гледање.